Најпрво благодарам што одвоивте време вака последен ден пред да се прогласи изборниот молк вечерва на полнок, што не гостивте во Кочани, иако помеѓу обврски и работа, ме вака и во парк да се видиме. Благодарам и на вас на можноста да учествувам во вашата емисија и затоа што дојдовте во Кочани и затоа што подолго време информирате за Кочани, тоа ни треба на нас како град, бидејќи Кочани, како што знаете, убаво место и сите се добредојдени. Така, сега вие сте пред повеќе предизвици исправени. Прво е работата што по несреќата во Пулс се уште сте веде градоначалник. А друга работа е моментот што за прв пат се случува да има и трета партија, односно веќе се издвоивте и сте втора партија, затоа што влеговте во вториот круг наспроти коалицијата на ВМРО ДПМНЕ. Колку е притисок тоа за еден човек што генерално малку време се занимава со политика, и од друга страна што наследи многу големи проблеми и пред да се случи несреќата во Пулс? Најпрво сакам да кажам дека е огромно искуство за мене целиот овој период како веде градоначалник. По несреќата на 16 март никој не се нафаќаше да ги преземе врските за да преземе одговорност и раководи со градот. Тие можеби се два најтешки месеци не за мене како Венко Крстевски, не за Кочани, туку за државата. Имавме тешка финансиска состојба, имавме неорганизирани институции, бидејќи сите увидува дека системот зател, најбитно од се имавме пат на моралот и духот во градот поради таа трагедија. Многу е тешко и ден денеска, бидејќи загубата е огромна и за неја ќе се зборува со децении, ако не и векови. Значи, ова е најголема трагедија во независноста на Македонија. Толку луѓе немаат погинато ни во војната 2001. Тешко е да се носиме со овие предизвици, но од друга страна, во овие тешки времења потребни се храбри луѓе кои што ќе повлекуваат храбри потези, се со цел да го сменеме системот кој што ја донесе оваа трагедија. Така, независната листа веќе влезе во Советот. Имате, ако не се лажам, 4 советника во Советот на општина Кочани. Ќе помогне ли дополнително и тоа без разлика дали ќе победите на овие избори или не, ќе помогне ли имајќи сега повеќе независни советници во Советот? Бидејќи си бил во Советот долго време, ги знаеш состојбите какви се. Може да се каже пионер на независните листи и прв независен советник во историјата на Кочани. 2017 година имавме иницијатива граѓански активисти и тогаш јас бев единствен независен. Потоа во 2021 исто така, сега во Советот има 7 независни советници. Тоа е благодарение на подигањето на политичката култура, која што е уште од 2017 година, нескромно ќе кажам започнано од страна на таа граѓанска листа. И се надевам дека во иднина ќе расте поддршката за независните листи. Се надевам на победа во недела, бидејќи сите параметри укажуваат на тоа и подосна тие 7 независни советници ќе бидат од корис, бидејќи нема да функционираат по партиски директиви, како што функционираат пред се, мора да потенцирам советниците од ВМРО ДПМНЕ кои по партиски директиви гласа против општествен интерес, значи против отварање на детска градинка, против заловување на улични кучиња и најбитно од се против меѓуопштинска соработка во делот со инспекторски служби. Бидејќи на нас како град ни се потребни институции, потребни се луѓе за да успееме да ги средиме работите. Видовме пример како по партиска директива партискиот интерес е над општествениот. Кај независните советници е обратно, бидејќи тие не полагаат никому сметки, туку само на народот и мора да служат во интерес на народот. Знаејќи ги веќе состојбите скоро 10 години, бидејќи споменавте сами од 2017-та, тогаш што во оваа состојба во каква што е Кочани, доколку победите во неделна, ќе биде прв приоритет?
Прв приоритет ќе биде консолидација, реорганизација и што е можно повеќе луѓе да уклучиме во процеси на обновување на градот. Овој вонреден период беше запознавање со состојбите, меѓутоа, за да го обновиме градот, потребно е масовност, потребно е секој оној граѓанин кој што живее во Кочани да се вклучи во тие процеси. Почнувајќи од најобичниот граѓанин до функционерите, луѓето кои што се во јавните предпријатија и луѓето кои што се во општинската зграда, ќе ја смениме целосно политичката култура, бидејќи тие се навикнати на неработење, тие се навикнати на обструкции. Поради целиот тој нефункционален систем дојдовме до ово. Ние системот ќе го минуваме со нови луѓе, луѓе кои што имаат чисти намери, искрени желби за да го направат Кочани подобро место за живење. А се надевате ли на гласови и дека ќе излезат луѓето што не гласаа, бидејќи генерално во цела Македонија излезноста беше многу мала? Во Кочани работата е јасна. Тоа е или црно или бел. Значи нема средина, не е ова 50 нијанси на сиво, па да се залажуваме. После тоа што се случи на 16 март, каде што централна власт ВМРО ДПМН, локална власт ВМРО ДПМН, сите актери во самата дискотека Пулс, од собственикот, бендот, до лица кои што се поврзани у полицијата, началничката на полицијата и ред други работи се поврзани со ВМРО ДПМН. Ово го знаат кочанчани и ако тие мислат дека не треба да има промени на системот кој што го донесе ВМРО ДПМН во Кочани, нема да излезат на гласање. Меѓутоа, јас верувам дека постојат повеќе слободоумни граѓани кои што ќе искочат, кои што ќе гласаат и ќе оствариме убедлива победа, бидејќи бројките укажуваат дека повеќе од 3000 лица гласаа против ВМРО ДПМН во првиот круг. Јас сум оптимист и се надевам на убедлива победа. А нали сепак ве зачуди што и покрај се што се случува во Кочани, не само што се случи во март, туку и годиниве, имаше и протести против изградба на регионална депонија, имало и други нели изблици на граѓански активизам. Дали сепак ве зачуди дека сепак ВМРО освои многу гласови, дури и СДСМ освои многу гласови? Видите, тоа е таа партизација, јас која што ја зборувам. Таа е базирана на клиентелизам, посебно во институциите. Значи, голем дел од институциите се партизирани до тој степен што буквално сите вработени се членови на ВМРО ДПМН. Тоа е манифестирано низ бројките на самите избори и во кампањата. Вие во изборна кампања на ВМРО ДПМН можете да видите директори на училиштата во Кочани, наставници кои што чекаат решение, да видите лица вработени во одредени јавни институции кои што се дел од нивната кампања. Во нивната кампања не можете да видите обични луѓе кои што не се обременети со јавна функција или со работа во јавната администрација, не можете да видите пензионери, посебно не можете да видите млади луѓе. Еве, помина кампањата во ВМРО ДПМН, не можевте да видите нити еден млад човек под 30 години. Тоа јасно укажува дека тие немаат поддршка од младината, немаат поддршка од обичниот народ, туку нивната поддршка е базирана на клиентелизам, на лукративни цели, на партизирани институции, нешто што ќе ни биде приоритет од понеделникот. Значи, департизација на институциите како една од првите заложби на новата администрација која што ќе настапи во општина Кочани. А дали младите сега повеќе се активираат, да речеме, особено, мислам дека тоа е сменато на ниво на Македонија, но особено кај вас, бидејќи за жал не треба да се гледа и да се бројат годините на жртвите, но повеќето беа многу млади деца. Голем дел од младите се охрабрија. Јас како кандидат за градоначалник во вториот круг влегов, меѓу другото благодарение и на младите. Тие ја препознаваат оваа ситуација и знаат дека ова е историска шанса. Нема поправен, нашата генерација има историска шанса да го порази системот кој што ги исили нашите другари, кој што ги уби нашите другари, кој што ги малтретира нашите другари. Тоа е шанс. Само со излегување на гласање и гласање за бројот 57, тие можат да го сменат системот. Со неизлегување на гласање, со неважички листчиња на гласањето или евентуално со гласање за ВМРО ДПМН продолжува како до сега.
имавте прилика и цела македонска јавност да види дека градоначалникот, понешто градоначалник Радко Димитровски, кој што е овинет во делото за Пулс, се сретнува со кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН. Тоа јасно укажува на метастаза, на октопод помеѓу криминални шеми и имаше исто така лице на нивната маса кое што на кочанската јавност е познато по такви активности, дека тие ќе се борат по секоја цена за да победат. Меѓутоа, не можат против волјата на народот. Овде сега дува позитивен ветер, ветерот ќе ја канализира волјата на народот со победа на изборите во недела за опцијата која што застапува. И за таа опција не сум само јас, туку за таа опција се сите слободумни граѓани во Кочани, кои што се мнозинство во градот. Дали смитате дека тоа го прашав исто и кандидатот на Левица за градоначалник во Скопје, Амар Мициновиќ, дали сметате, певе, дури во Скопје и оваа кандидатура тука кај вас, дека не е важна само за Кочани и за Скопје, ако добиеме градоначалник човек што не е од двете најголеми партии досега ВМРО и СДСМ и дека ќе се направи преседан и ќе значи дека некогаш за 4 години или 8 во Кочани или како и да е, може да се појави некој нов Венко, да се појават и нови луѓе, дека ќе се смени оној двопартиски систем што се менуваше 34 години, дека е над вас тоа и... Јасно. Јас се надевам дека ова ќе биде инспирација за поголем број на млади луѓе, бидејќи од нас зависи. Системот сме ние го креираме, ние треба да го менуваме. Доколку луѓето се апатични или се тргат настрана од политика, ги гледаме резултатите. Во Кочани сега е историска шанса, ова е референдум на граѓаните дали сакат да го ослободат градот од партиско робство. Се надевам дека ќе успееме и исто така се надевам дека ова ќе биде поттик за многу граѓани да се приклучат во борбата, бидејќи промена на системот не зависи од еден човек. Без разлика на моја победа како градоначалник, потребен е тим. Тим од повеќе луѓе кои што ќе дадат огромен придонес секој во различни области во делот на своите можности и своите професии, почнувајќи од јавната чистота, хигиената, до дигитализација на институциите и функционалност и до сообраќајни решенија, пензионерите до нивни некои потреби и можности, така да повеќе луѓе го менуваат системот. Градоначалникот е тој кој што треба да биде поттик за мобилизација. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас.